Екс-директорите на Тетовската болница Бесими и Етеми ќе лежат затвора од 1,5 година само доколку во следните 3 сторат ново кривично дело. Тие предизвикале опасност за животот на пациентите и нивните роднини кои биле во модуларната болница кога избувнал пожарот и не ги почитувале прописите за време на епидемија, односно не поставиле пропишани противпожарни уреди. Иако биле должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари и експлозии, друга противпожарна опрема, средства за гаснење на пожари и противпожарни апарати, на денот на пуштање во употреба на модуларната болница во Тетово, па се до денот на настанување на пожарот во модуларната болница, не поставиле соодветни уреди за заштита од пожар, противпожарни апарати, од настапување на штетната последица, иако според околностите и своите лични својства биле должни и можеле да бидат свесни дека може да настапи штетна последица. Доктор Бобан Вучевски доби ослободителна присуда. Тој со аплаузи беше причекан пред судот од пациенти кои пред секое рочиште во изминатиот период му даваа поддршка. Благодарност на правдата што излезе дека јас како доктор сум бил со вас, а сега уште поише ќе бидам со вас. Објектот што не е уреден, тие нека одговараа што го пуштиле, не пуштиле употреба. Непуштен објект, доктор ќе суда. Докторот бил гинел за цело Тетово. Се надевам дека докторот од утре ќе си биде на своите позиции и ќе продолжи, бидејќи тоа е жива легенда во градот Тетово и така треба да продолжи. Докторот Бобан и други беше студе, ја не знам зошто. Они немаат време да мислат, да трчат да лечат. Поранешниот директор Бесими не е задоволен од ваквата одлука, па правдата ќе ја бара пред повисоките судови. Се обвинувам за ТП апарати. Дали имало или не имало, тоа во текот на судскиот процес го докажа овие сведоците. Мене ми останува да го стопиставувам ова пресудата и да го барам моето право во повисоки судските институции. Екс-економскиот директор Артан Етеми не се појави да ја слушне пресудата, па ниту јавноста можеше да го слушне неговиот став по пресудата. Семејствата на 14 жртви, 12 пациенти и 2 роднини кои престојувале во болницата, одштета ќе треба да бараат во нов судски предмет.